Здраво! Како во некаква драма на апсурдот, чекајќи за во ЕУ, Македонија веќе 9-та година се бори со своите антагонизми, распната меѓу желбата од една страна да стане дел од европското семејство, а од друга страна одбивајќи да ја плати цената за тоа со менување на сопственото име. Таквата се чини мат позиција го отвори прашањето има ли Македонија други алтернативи од ЕУ и НАТО и расте ли евроскептицизмот во нашата држава? Денешни гости во Зебра се Мирка Велиновска, долгогодишен новинар, колумнист, аналитичар. Добре дојдовте во Зебра. Добре дојдовте. И Лидија Димова од Македонскиот центар за европско образование и експерт за Европска унија и прашања од Европската унија. Добре дојдовте. Мирка, дали одбивањето на Исланд минатава недела да ги продолжи преговорите со Европската унија ги шокираше граѓаните на Македонија, но и на други држави кои како нас еве со години се обидуваат да дојдат на прагот на Европската унија, а таму некој се откажува веќе пред вратата? Значи не би требало да ги шокира. Јас мислам бидејќи ако земеме дека ние како новинари сме пишувале за оваа тема повеќе пати, јас конкретно во Нова Македонија уште пролета, пред тоа една година, не би требало да бидат изненадени. Би биле, вака, по моје мислење, изненадени, само доколку биле темелно индоктринирани во фразата дека, или доколку поверувале дека во политиката постои нешто што се вика единствена опција или единствен избор. Ако политиката се дефинира како вештина која оперира со можното во одреден момент и го ускладува тоа можно со сопствените интереси, тогаш отпаѓа флоскулата, таа е пропагандна флоскула, таа е води кон индоктринација и тоа е, како да ви кажам, кога на човек му кажувате дека нема право на избор. Бидејќи се во животот е сврзано со избор од идеи, од решенија, зависи од креативноста, од умешноста, од интересот на една заедница или на поединецот во одреден момент. Така да прашањето на Исланд и неговото одбивање во овој момент да се приклучи на заедницата што се нарекува европска, е прагматично и ги следи, еве да речам, краткорочните или среднорочните интереси на таа држава. Не станува збор за антиевропски режим, тука едноставно за проценка за што добиваат, а што губат. Вака, значи, во склад со моментот низ кој поминува Европската унија, која е тотално дезориентирана, која нема практично веќе ни една заедничка точка која би можела да се рече заедничка европска политика, која има страот на криза на вредности, кој би требало да се темел на таа заедница сложена, нели, клуб од 27, 28, колку сега, 29 ли држави се. Таа се изгуби себе. Перманентно во последниве 10 години, а особено од 2008, минува низ етапи на преобразба, и тоа адхок преобразби. Тоа за мнозинството реални луѓе во Европската унија, па и надвор, значи во земјите кои гравитираат кон Европскиот клуб на држави, е фрапантно, збунувачки. Вие не знаете која точка е заедничка во Европска унија и би можела на таа точка да се гради нешто што се вика заедничка европска политика. На внатрешен економски план, на социјален план, на план на правата на малцинствата, на надворешна политика, па надворешна трговија. Гледате, спротиставени интереси на секоја земја членка наспроти нешто што би требало да речеме да го координира Брисел. Во овој момент, по моје мислење, Исланд свати дека нема никаков интерес да статира таму, со оглед дека малите земји таму гласот не им важи еднакво
како и на големите, или оние што се столбовите носечки, а тоа значи да сте второстепен таму. Член на клуб или лобист на некоја европска земја која е носечка. Они го видоа интересот многу паметно, ја искористија својата геостратешка позиција, своите ресурси и се врза со партнерот Кина, кој ги направи за сделката што ја доби во Исланд, да отвори безцаринска трговска зона, а Исланд ја направи преку себе партнер во групата 8, кои го контролираат северно-морскиот басен со енергенси и договорија партнерство 50-50. Сегде каде што има сделки Кина во светот, дел од профитот, 50% од профитот го добива Исланд. Таа економски веќе се, така да речам, се осигура, а за да не биде идеолошки подпрена само на еден играч како што е азиска Кина, го потенцира партнерството стратешко со САД. Во таков случај неа Европска Унија на среден рок воопшто не е потребна. Лидија, легитимно ли е да се споредуваме со Исланд и дали всушност отворениот евроскептицизам не е онај колективен механизам, психолошки кисело грозје сладок лимон со кој што ние се обидуваме да го рационализираме сопствениот неуспех на патот кон неу, ако може така да го наречам, на 9-годишно тапкање во место? Моje мислење дека никако не ни е Исланд за споредба и мислам дека македонските граѓани имаат недостиг на информации, на суштински информации. Како на пример, фактот дека Исланд е дел од Европската економска област. Што значи тоа? Исланд се што ќе донесе Брисел како регулатива има обврска да го спроведе. Бидејќи е дел од истиот простор, го делат истиот простор. Исланд е дел од Шенген законодавството и од Шенген системот. Што значи тоа? Се што ќе донесе Брисел, Исланд мора да го спроведе. Видовте дека како почне преговорите со Исланд, за релативно краток период Исланд помина многу поглавја. Зошто? Затоа што тој е веќе во ЕУ. Практично, само што нема ставено печат. Сега од друга страна кога ќе гледате учеството на Исланд во ЕУ, некој ќе каже дека не е многу мудро вие да сте приморани да го спроведувате законодавството, а при тоа да не учествувате во донесувањето на одлуките. Затоа што дел од Европската економска област и дел од Шенген, практично тоа значи. И од тука и нивната желба за воопшто да почнат преговори со Европска унија, и тоа се случи нели во 2008 поради кризата во која што навлегоа. И ова сега што моментално се случува, мислам дека во никој случај не се споредува со нас, затоа што ние сме не ни почнале да се усогласуваме со законодавството на ЕУ, а уште помалку со практиките, па и со економскиот развој, ако сакате. Имаме ли ние опции како држава да размислуваме за алтернативни, еве да кажам, не унии, можеби соработки, не значи дека тоа е Кина, но дали исклучиво сме ориентирани само и единствено кон Европската унија или додека чекаме на патот да станеме членки, може би треба да бараме некаква опција како што тоа го правеше Турција, не знам, внатрешно засилување на економската ситуација и така натаму. Имаме ли ние Б план, што би се рекло наедноставно? Секогаш има избор, мислам, ако е прашањето до мене, јас ќе се согласам со Мирка тука, дека секогаш има избор, алтернатива секогаш има. Прашањето е која од тие алтернативи е најдобра за Македонија? Според нашето согледување и на мнозинството на граѓаните на Македонија, најдобриот стратегиско насочување на нашата држава е Европската унија. Инаку, ево, кои се другите наши можности? Русија? Мислам, сериозно да размислиме, сакаме ли ние да сме во исто друштво со Русија? Или, ево, Турција ни е второто, бидејќи Турција веќе е известно дека има проблем со Европската унија и дека понатаму тешко дека ќе продолжат интегративните процеси, особено со ова ниво на развој на демократија во државата.
Кој ни е другото? Кина, БРИКС државите, мислам дека малку е илузорно. Особено ако ви водите сметка дека географски како што сме ние сместени, само ние би биле дел од некаква си некое друго друштво. Или на крајот на кришта остануваат неврзаните, мислам. Како организација што според мене е изумрена, си го даде своето во свое време, меѓутоа не е алтернатива. И трета алтернатива, за некој може да каже, па ние ќе бидеме неутрални како Швајцарија. Тоа во време на глобализација мислам дека е премногу наивно да се мисли дека може Македонија или која било друга држава, освен ако не сте Швајцарија, па и Швајцарија е дел од Европската економска област. И исто така дел од Шенген системот на ЕУ. Така што и Швајцарија не е како она што некогаш била. Значи сама не можеме да повелете. Да. Спориме. Значи овдека има неколку вредносни ставови кои мене ме запрепастуваат. Значи вие ќе ми простите на изразот, ве представи како експерт. Меѓутоа ми изгледа да настапувате како лобист. Вредносен суд, кој друг на Македонија е друштво, е арогантен став на некој што мисли дека е ова одбрано друштво. Јас би ве прашала, во Европска Унија, членки и креатори на политиката се држави кои се уште имаат колонии во остатокот од светот. Дали се тие вредносно над оние што биле или се уште се колонии нивни? Таа ли политика е таа што ја представувате како доминантна и треба да биде единствен избор? Затоа што тоа доведува до став дека освен моделот или политичкото миле на тие држави, се друго е, ајде да се употреби изразот од античко време, дивјаци или варвари. Значи, прво, за луѓе кои почитуваат темелни вредности, а темелни вредности на овој свет се слобода и еднаквост на луѓето, не може да се замислуваат дека представуваат или припаѓаат на една заедница на држави која е политичка, значи една организација регионална. Ние говориме за опции политички во кои вие ќе си ги уредите со дел од држави, група држави, ќе си ги уредите вашите национални и државни интереси. На Македонија во овој момент национален и државен интерес не може да и биде членство во група на држави или во една регионална организација која не го признава темелното право загарантирано со повелбата на народите во Обединети нации, инсталирана после Втора светска војна и после средбата очи во очи со нацифашизмот. Не можете група на држави која го игнорира правото на народот на самоопределување, на самоидентификација, не му ги признава малцинствата во околните држави, земји и членки, не реагира на тоа со ниеден политички акт, и вие тоа да го кажете единствена опција, а од друга страна, земји на БРИКС не сме припаѓале во Азија, па ние и овака не припаѓаме во Азија. Ама во Европа не сме. Европската Унија се уште ги нема определено дури ни своите географски граници. Меѓу другото, Турција, таа иста Турција што ја држи надвор од портите своји, ја држи заради расистички, нацистички и верски аргумент. Турција секогаш била евроазиска држава. Европска Унија, ако има поглед кон иднината и себе се замислува како една од светските играчи во глобалната политика, не може да се ограничува во емотивни категории во кои спаѓа дали вие можете или сакате со некој што е муслиман да живеете, дали ќе го признаете неговото културно наследство или ќе го гледате како бивши роб или
варвар кој не заслужува да биде меѓу цивилизирани. Добро, може да реплицираме. Да. Јас сакав само да ви кажам дека мене ме запрепастува со кои аргументи ги браните Верувајте, вие Мирка, позициите. со истото запрепастување и од вас страна. Па Затоа добро. што ако верувате дека моите ставови се вредностни, ова вие што го кажавте е дисквалификација вредностна без преседан. Добро. Ако сметате дека сум Од каде да почнам? Ајде. Значи, прво Турција. Митот околу Турција. Ако ќе ви кажам само еден податок, за да не биде нели колку е демократска Турција, колку е Европска унија држи надвор, еден податок ќе ви кажам. Полската влада, бидејќи знаете, во случајот Полска е директно засегната. На Полска од сите држави на Европска унија и пречи тоа што муслиманска држава ќе влезе во ЕУ. Вие ова ми го кажувате како аргумент. Како- Па Полска Ама туку што ја дозволете- покани оваа пролет ќе ми дозволите Турција да се- во ама- Вишеградскиот сојуз, Ќе одбранбен. ми дозволите да ви кажам. Да, ама ве молам само со аргументи. Аргументите Немојте да ќе ви ми ги кажам, тоа се на полската влада аргументи. Седна е луѓево пресмета, знаејќи дека не смеат изговорот да биде зошто против Турција, да не се приме Турција дека нели е дел од исламскиот клуб, и они бараат други аргументи со кои што пред државите ќе може да кажат дека Турција не е зрела А за германските аргументи и француските ќе ми ги кажете? Аргументи се следните. Нивната пресметка покажува дека ако утре Турција стане држава членка на Да. Европска унија, 78 години. 78 не е извадена паушално бројка, значи Добро. некој седел и работел. 78 години треба да користи средства од кохезионите, од структурните фондови на Европска унија за да дојде до ниво на регионален развој што е услов за Одлично. Европска унија. Имате ли одговор на Сега, ова прашање? ама Зошто ги дозволете до отворија крај. преговорите со Турција? Дозволете до крај да ви кажам. Сега зборуваме за држава која што е економски развиена Турција, нели ние затоа ја сакаме Турција. Ние затоа сметаме дека Ердоган е полн со мускул, затоа што е полн со пари. Така, на таква полна со пари Турција, грото од населението, мнозинството, живеат на просечки стап. Таква ли држава сакаме ние од Македонија да направиме? Таа ли е ние нас опцијата? Кој не, видете, Не, овие се ова се која е факти. опција, Отворете каде се пристапното стајало, партнерство како на се Турција, стајало? па ќе видите. Не, каде Македонија има некој во политиката или во јавниот простор кој предложил Македонија да стане турска провинција или да се зачлени во Турска федерација, Простете, па ама вие јас, што го читајќи кажете. ги весниците, бога ми, таков став влечам без проблем. Па добро, слушајќи Без ги проблем. ставовите вие што ги застапувате и јас влечам апсолутно. заклучок. Така што може Тоа да не се е да се дебатира дисквалификација. колку тоа не е дел од Видете, ориентацијата на не ми државата. одговоривте. Кажете. Која е опцијата европска во која Македонија би требала да Ево. да влезе Ево, ќе ви со кажам. оглед дека базичното прашање кое се смета за непристојно, непристојно, дисквалификувачко одречување на правото, слободното право на самопрепознавање, на именување на еден народ, на неговите малцинства што живеат во околните држави, може ли да биде било каквов, не знам, избор за нормални, слободни луѓе, освен ако не се платени лобисти или имаат проблем со себе идентификацијата. Но тоа е решлива работа на индивидуално Има ниво. и друга опција. Секој човек значи, може ако да не се отиде. платени лобисти, ако имаат проблеме со само идентификацијата и трето ако немаат знаење доволно. Мислам, ова го заборавате што во случајот кај нас е без преседан, мислам. Како да Како ви нема објаснам? знаење? Вие имате влечете знаење ли? ставови врз основа на непознавање на основни работи. На кои Ево, работи? ќе ви кажам. Која работа Ќе ви кажам, вие ќе ја човековите права во ЕУ, како се Кои развиваат? човекови права? Човековите права во ЕУ. Од 2019 е предмет на интерес на Европска унија. Со Лисабонскиот договор. Пред тоа ни биле, нит можеле да бидат, затоа што државите членки не можеле се согласат дека треба да А бидат. сега И се затоа согласуваат. Европската унија имала некој си суд, Европски суд на правда, на човекови права во Страсбург,
каде И- што ги предала надлежностите И- околу човековите права на овој суд. И овој суд ги нема механизмите за да може да ги казнува Ма немојте, државите. видете сега, Сега госpođa од 2000, Димова. ама не, Ги ја- нема што да ви дам? механизмите, па што е Ама интересот? ама сега Вие вика, туку од што рековте дека 2009 не ни е интерес да влеземе 2009 во година е различно, Мирка, тоа сакам да ви кажам. Затоа што немале, си го отпеале своето, немаат механизми. Предпоставувам немаат моќ. Кажете ми која е моќта на Европска унија? Ако ме сослушате ќе ви кажам. Па не може, еве. Значи, ево прва работа што направија е да ги превземат човековите права како дел на корпусот на европското И? законодавство. И Меѓутоа и Кое сега во овој прашање на момент малцинства го решија во Европа? Сега во на овој- ромите ли? Сега во овој На момент корзиканците, се врши на баските. преговори со Европскиот суд на човекови права за да се знае како ќе бидат решени тие односи затоа што се комплицирани Значи не односи. се решени. Во меѓувреме, па не се фала Богу, 2009 Не, сега ќе се дебатира. Во 2009 не се дебатира, се знае каде се движат. Само треба некој Каде да ги се прочита движат? стратегиите. Може ли да ми Во каже? препознавање на индивидуалните права наспроти колективните права. Значи индивидуалните права се битни за Европска унија, не колективните права. Одлично. Одлично. Се И во вративме тој во- случај во 19 идентитетот век. идентитетот е право на поединецот. Не Тоа на ли е? колективитетот. Имаат ли колективен... Колективитетот Ма беше кој за ви го време на кажа? Турско кога Ма имаше вие- раја. Ма вие фрази И, ги односно, кажувате. народ. Вие кажувате фрази, господјо. За може сега да Постои ви кажам- колективитет. Може, Постои. Апсолутно. Французите, Ево, тука можете колективитет- речете му на французот и на германецот, па немојте вие, видете. Не Вие се рекол може да дека ги нема знаете проблеми во ЕУ. стратегиите на Европска унија, сте ги научиле на памет, ама немаат Знам, дали врска не со знаеш како реален ќе го живот. објасни. Кажете му на германец дека нема колективен идентитет. Кажете му на грк и бугарин дека нема Кога колективен. последен пат вие сте му кажале на германец дека нема колективен Па, идентитет? видите, Германија прва го прифати ова. Ама Знаете ли, апсолутно, затоа што е битно. колективитетот на Не, Германија, колективитет Ба, на поединецот. Вие изгледа не знаете Индивидуалните права дека се тие постојат што се. две теории за Има не две, за има идентитет. 22 теории две. за идентитет. Европски и тоа вака чисти. Едната е таа француската која признава индивидуален идентитет, тоа е и Грција, а втората е Германија. Од 19 век. Така, се Ама согласувам. ние сме жртва на 19 век и по едната и по другата И се додека политика. останеме таму, ќе бидеме вечно Да се живееме. вратиме на Македонија. Се додека Европа не се откаже од овие две, на статус кво. од овие два столба, вредности нема да има Европска унија. Уште колку долго може Македонија да се надева и да се разочарува, па пак да се надева, па пак да се разочарува. Некако овој циклус константно ни се повторува. Се согласувам, не уште долго, мислам. Факт е дека ќе почне да се нагризува довербата, ќе нема, ама Иако се уште сме мислам меѓу државите кои што имаат највисок процент на поддршка, но Така. таа полека веќе така, ќе почнува почне да опаѓа, Да, точно. во продолжат разочарување. така. Меѓутоа, мислам дека тоа не е најголемиот проблем. Најголемиот проблем е што ако ни ја одземете можноста да бидеме дел од друштво каде што ќе можеме да развиваме демократски вредности во државата. Затоа што секоја друга опција според мене не ни ја дава таа можност. Нит Турција, нит Русија, нит БРИКС државите, нит Кина, ништо од тоа не ни дава тие можности. Што ќе биде со разочарувањето тогаш, не знам. И покрај тоа што никогаш отворено не декларирал друг приоритет од евроатлантскиот, премиерот и актуелната влада се оние кон кои се вперува со прст од страна на критизерите дека се главните евроскептици или промотори, суптилни промотори на таа атмосфера. Зошто? Зошто кога никогаш јавно не излегле со таков став? Од каде се влечат таквите заклучоци? Вака, мислам, владата можеби никогаш јавно не излегла со такви заклучоци, меѓутоа си ја брка работата. Нели тука има организации кои што редовно го следат правата, истражувања, па го мерат пулсот на граѓаните нели во однос на Европска унија. И постојано се следи тоа. И се чека, предпоставува, момент кога ќе падне поддршката поприлично долго, па да ни се соопшти дека нели Европска унија не ни е опција. Тоа е според мое длабоко убедување дека така се случува, дека и ќе ви кажам зошто тоа мислам. Неколку пати секретаријатот за европски прашања спроведува анкети за поддршката на македонскиот граѓанин за ЕУ. Залудно фрлени пари. Не зборувам кој им ги прави истражувањата, тоа не е битно. Ево, нека ги прави најдобрата фирма со најголемиот кредибилитет. Не е битно. Битно прашање е зошто има потреба секретаријатот за европски прашања Да се следи. да прави истражување
кога при тоа Балкан Монитор тоа го прави за сите држави, вклучувајќи вклучувајќи Македонија, и тоа со пари од ИПА. Значи тука се инвестира на договор на државите од регионот, заедно со Европската комисија, тука се вложува, значи ние сме се договориле сите дека сакаме некој да ни прави годишни истражувања, монитори, за да знаеме каква ни е поддршката на граѓанството за членство во ЕУ. Значи, од една страна тоа го имаме, а од друга страна секретаријатот чувствува потреба постојано од време на време да го почувствува пулсот на граѓаните, со тоа што ќе спои две прашања, како сега Мирка, името и членството за ЕУ. А не ли се? Едното со другото е поврзано за почнување на преговори, но не за демократијата. Лидија, услов е, па основа на демократија е право на слободно самоопределување. Вие ќе се заглавите у фразите и у бирократијата. Тоа сте го совладале. Јас ви говорам за реални луѓе кои живеат на реален простор и имаат реален интерес. Реални луѓе се, Мирка, тие што можат на телевизија да слушнат и друго мислење. Тоа е демократија. Па бевте, не се симнувавте на телевизија, кога вршевте пропаганда. Сега ве нема известно време, очигледно не сте интересни. Но, секаде каде што може зборувајте, јас ви кажувам, не е проблемот во зборувањето. Дали знаете што зборувате? Вие викате дека се поврзували и се мешале две прашања. Основното прашање, знаете ли кој е условот? Зошто Македонија 23 години чека во ходниците на Евро? Да, тоа е ново за мене. Од апликацијата видите, за прием, во за 2005 мислите дека сме лидер сме на Балканот. Немојте ме Ама живее во заблуда, очигледно. Да, лидер каде што ние етапно се обезличувавме за да влеземе таму каде што рековте дека ни е единствена опција. Со тоа каде бевме ние обезличени во 2005? 92 сменивме устав, се откажавме од малцинствата. Имаме подобар устав денеска. Денеска имаме подобар устав. Немојте ве молам. Ве молам. Имаме устав како за 21 век денеска. Си го сменивме знамето под надворешен притисок. Значи не ве прашувам. Покажува дека имаме капацитет за правење компромиси. Тоа се компромиси. Апсолутно. И за градење консензус. Господјо. Сега ќе ви кажам, една од најбитните работи за кои што на видно ниво и битно за не само за ЕУ, битно и за македонски не го спомнуваат веќе. Една од битните работи што тие бараат е практично Ма не ми кажувајте кој се пие што бара. Кој се пие? Глобализацијата бе, Мирка, не живееме у 19 век да му се сневиди. Глобализацијата не е таква како што сте ја виделе во 90-та година. Каква е? Америка не е газда на светот. А кој е, ба, впрочем? Европските држави не се газди на светот. Кој е, Мирка, кој е? Мултиполарен е светот. Светот веќе нема една цивилизација и остаток нецивилизиран. Едни владетели и другите робови. А да ви кажам, не е тој свет. Вие сте заглавиле. Малку со статистика да се занимаваме. Не, статистиката таму кај што ви треба во секретаријатите, во комесаријатите. Овде разговараме за реални интереси на реални луѓе. Не може да ми продавате регионална организација, како пакет на, како се вика тие ТВ услуги, и да викате, вие, господо, кај нас супер за членете сте, најболја програма ќе гледате, ама под услов да не знаете како се викате, да не знаете јазикот како ви се вика, односно нас не ни се допаѓа вашиот само идентификационен избор. Ама тоа само во вашата глава бе, Мирка, не е тоа точно. Во вашите акти, господјо, вие сте лобист на една група моćници кои немаат врска ни со националните политики. Што подразбирате под лобист? Платен, вие. Платен сум јас. Вашиот институт не работи на фондови домашни. Сакате ли веднаш да се менуваме? Јас и вас, вашата имотна состојба со мојата, веднаш да ја менуваме. Штом сум јас платен лобист, мислам, како да ви кажам. Ајде да си ги смениме положбата. Ја ќе живеам во зградата кај што живеете вие, а вие дојдете да живеете кај што живеам јас. Па бидејќи сум платен лобист, со дискредитација аргументи, Мирка, треба, не треба дискредитација. Имате ли одговор на моите? Имам, јас цело време ви одговарам, а да ме вие ме враќате во 19 век. Не можам таму да разговарам. Не можам на тоа ниво да разговарам. Кој друг
Кажете ми Кој друг статистика, кажете народ ми се подршка соочил на ова. со ова ние што се соочуваме? Не во 19. Нас само ни се чини дека се соочуваме затоа што Не ни така се сме чини. избрале. Вие, да се господјо, соочуваме. излезете пред народ и кажете му дека вие сметате дека Јас излегувам пред народ, нема нема проблем. потреба да се чувствува некој македонец. Слободно вие излезете и јас се кажете му чувствувам- да видите како... А вие мислите дека јас не се чувствувам Не, како македонка? вие не сте ништо. Вие немате идентитет. само ако вие може- сте само ако глобалист плутам по или EU, евроглобалист, тогаш можам не да знам. бидам јас Тоа ви е македонка. идентитетот. Дали сметате дека Грција како членка на Европската унија е многу попривилегирана кога станува збор за овој спор, особено што критиките од унијата се Не ми се чини, од гледате. дел од граѓаните оценети како непропорционални. Значи кон нас се многу по-драстични. Непропорционално. Ма тоа е факт. Расистички се. Тоа е Како факт. може пропорционални да биде? Он ви кажа, председател на држава, прво не ве признава. Дали сваќате? Македонија не е еден проблем што го има. Оставете го 19. век она како го доживува. 19. век вчера беше овде. Нема, Не ве 2005 признава. не беше одамна. Ето, пред 7 немате години живеевме малку поинакво. не ве признава. Знаете ли што значи соседот не ве признава? И ви кажува Точно. дека неговиот проблем и никогаш нема да се реши во таа ЕУ додека не се откажите името, Дека ние не вие направиме идентитетот го црпите од името. Името и се што е дериват од тоа име. Значи јазикот, значи све. Кога говори за личен идентитет, само личност може да го смени доброволно својот идентитет, ако сака. Но не може. Че индивидуални права, На точно. ниво, На ниво на колективни на колектив, права, никој не ни го не признава може тоа како на човеково ниво право. Од тие господјата причини. Димова, ако има деца, на собственото дете нема право ова сега што го прави јавно да му го направи. Мирка, зошто за... Дали сваќате? Ама Зашто добро, за може ли јас само да Тоа се прашам, која е категоријални нас вредности, алтернативата? за тоа и Бан Ки-мун ви кажа, и секој паметен индивидуалец во светот, и експерт, и Како ќе се одмрсиме од ова си знае. плачето? Па супер. ова е гафот што го направи Европска унија, која се заглави со Лисабонскиот договор 92, која бараше да ни наложи, да ни се наложи да го смениме името. 2009 или Лисабонскиот договор што зборувате, Мирка? Вие немате појма. За Лисабонскиот декларацијата договор кој за зборувате, Македонија, за декларација, кој да. зборувате нешто друго Немојте. и во друго време, точно. Ви Ма имате немојте- проблем со перцепција на време. Немојте ве, молам, 20 години во Европска Со унија, перцепција 10 на време. политики се сменија, вие не знаете, 90-тите вчерашно имаше беше... други политики, денеска има И други вие политики. сите ги браните. Драматично Ама различни. вие сите ги браните, господјо Лидија. Сите. Не се работи за бранење мое. Ама вие сваќате Јас ли не дека ги вие создавам немате политиките, па да ги критички однос бранам. према политиките во Ама јас Европска не ги унија? создавам тие политики да ги бранам. Па затоа сте лобист. Јас само сакам Ако да имате индивидуален пристап, ако вие стварно нешто застапувате како политички став, вие После ова ќе имате очекувам. критички односи према политиките што секој ден ги менја Брисел. Вие не можете сите политики контрадикторни, катастрофални. Некои тоа го нарекуваат развој, Мирка. Што ги А менуваат кај нас ги, политиките. као критика. Кај нас? Ма немојте ме молам, Господ. Излеземе Развој било. од статус-кво. Чекор напред треба да не гледа. направи Освен Македонија? ако не излеземе и ако еднаш не расчистиме дебатата што ни е во државата. Одиме ли ние во ЕУ или не одиме во ЕУ? Тоа Или е ако не дебата. одиме во И ЕУ, доколку одиме? каде одиме? А доколку одиме, Ако одиме во каков ЕУ, компромис има неколку правиме? работи кои што мора да се направат компромис со Грција. Капацитети на државата, бидејќи вакви сме некадарни, ние немаме капацитет за да го истуркаме тој процес. Кој? Процесот на преговори со Европска унија. Зошто немаме капацитет? Затоа што немаме капацитет. Од кај знаете? Затоа што немаме поделба на власта, од основна да А помогне. пред тоа имавме поделба Ама на не власт. реков ја за пред тоа. Не, ма Зборувам- вие како ги делите периодите во Европа, а и кај нас на чуден начин? Македонија, реформи, знаете ли кога Знаете почна ли да што е прави? политичкиот Дали критериум? знаете кога почна Македонија основни реформи, кога излезе од... Не знам, ама сигурна сум дека ќе ми од кажете. еднопартискиот систем, кога излезе? Кога излезе? Знаете ли Не, кога? па ево јас пиев тогаш или бев во не знам кај Не бев. знам ја, вие Е, па, знаете ли ево, дека кажете ми ниедна вие, реформа просветлете не е ме. направена пред 2006? Дали знаете?
Кажете ми која? Ова од Илија Димовски директно Не, ме од брифирано, Илија а? Димовски, јас сум Ама ајде не ме новинар зафркавајте. 36 години. Ама ве молам. Знаете ли дека Ве уште молам. се постојат Ако не друго во 2005 имаме црно на бело дека Македонија го исполни политичкиот критериум и дека политички имаше критериум? поделба на власта меѓу извршна, законодавна и судска. Вие се Барем имаме мајтапли во си играте со аналитичкиот мене. извештај стои. 96-та година Сега последната од 1 март со Филе што дојде во државата и ни бара адхок комисија да го разгледа случајот од 24 декември, па ние немаме законодавна власт. Ние имаме извршна власт. Ништо друго немаме. Вака нешто да ве И ако прашам. тоа не се расчисти, До- ви гарантирам дека во октомври ќе имаме негативен До извештај. 98 година Македонија немаше ни опозиција во парламент. Вие знаете ли? Знаете ли како судска сега власт? има? Чекајте да ви кажам. Судска власт во парламентот знаете ли како се избра? Не знам. Без опозиција. Добро. Една партија си го избра генерален И сега реизбор. тоа оправдува што сме денеска во оваа ситуација, нели? Немаше даночни реформи, немаше управа за, како се вика тоа, за приходи. даноци, за Да. приходи. Знаете ли што? Сега е битно. Знаете ли вие кога се направија реформите? Притисоците таму се прават. Ама господје, Ама па нема- вас немајте, ништо не личи господје. ни. Вие сакате евроболшевизам и овдека. ова Тоа евроболшевизам Вас, што е? знаете што е Што проблемот? е евроболшевизам? Вас, вие уште не сте го свариле фактот дека во Македонија плурализмот реален од 98 дојде, каде што и втора партија конкурираше за власт и доби на избори, затоа што пред тоа све беше фингерај. Вас тоа ве буни уште. Затоа вие сте, овие биле евроскептици. Ние не можеме да ги натераме еден евроскептичен збор да кажат, еве ние, што сме различни од Ама вас. затоа пак делата покажуваат, а кажа власта. Кој Владата дела? кажа дека делата Вие, се важни, не оваа зборовите. власт нема Значи, никогаш да ја бендисате. Нема Прво да ја заради бендисам, тоа се што не е додека послушна. Се додека се Така е. однесува од еден центар на Точно. кој се случува секое решение Па во вие државата. еден центар на моќ само Апсолутно. признавате, ама не давате Апсолутно, на локално имате ниво. право, се согласувам. Вие Брисел го признавате Кој како вие? центар за Кој моќ. вие? За Па кого вие зборувате? лобистите. Ајде, лобистите. Па да. На крај управа за приходи ќе ми ја донесе на грб затоа што сум Па нерегистриран не лобист. сакат. Не сакат. Мислам, дај ве, молам Знаете вие што? лобистите. Јас Што јавно- значи зборот лобист, Мирка? Јас Ве молам, јавно кажете ми. ќе ви кажат у Европски Не, парламент. кажете ми вие мене Вие што е имате лобист. таму- Лобист е човек кој што шета и виси по фајнијата на хотел. О, вие на хотелите буквалист каде сте, што? значи, Да, од таму буквалист излезе, лобист. апсолутно. Ја, Од таму шета, излезе шета. зборот. Јас И со застапува институции, со интереси на една институции се група. занимавам. Точно. Со Европскиот парламент, Точно. со Европската комисија, Точно. со колку ќе ми дадат со Точно. нашиот парламент пред да ми сфрлат однатре, Точно. со влада колку што ќе ми дадат. Значи со тоа не е лобист. Само уште едно Не сум прашање јас пред лобист. крај. Јас сум застап Дали е можно advocate. која било партија Не можете во ви. Македонија да излезе председни избори и да победи со отворено евроскептична Ние агенда? ќе бараме. Дали е Кои сте тоа вие? Ние ќе бараме. А кои сте тоа вие? Ние, еве, јас и неколку мои колеги ќе бараме од секоја партија политичка. Ја ќе ви честитам, мислам, мене ми Јасен е мило став. тоа. Барем Пред ќе- народот нема избори, нема зафрканци, нема фрази, јасно позиционирање по неколку прашања. Кои се интересите на Македонија во Европска унија, таксативно да се наредат? Краткорочни, среднорочни. Дали за нас е прифатливо по секоја цена, како до сега што се тврдеше, влез Затоа во што една вие регионална мислите дека до сега се организација, тврдеше. а по секоја цена подразбира дури и негирање на правото на еден народ, пошто тоа е веќе зборуваме за категоријални вредности кои, ако некоја политичка партија има таква програма, има да го легитимира инаку на избори да излезеш да мислиш така, а да не го легитимираш јавно, Како што е значи сега. да си поигруваш. Како што е сега. Еве, 7 добро, години. нека биде како што е сега, но од сите се бара. И ќе се бара. Овој народ нема да има третман на раја. Туку на збир на единки со своја свест, своји интереси, кои излагаат и свесно, доброволно го даваат својот глас на одредена личност или партија. А ние пак ќе бараме. Колкава е цената што ќе плати Македонија во таков случај? Кога би го вратила тој кандидатски статус, колку предпристапни фондови користи сето тоа, што е цената што би ја платила? Видите, како да ви објаснам, Македонија нема пари.
Немаме ние наши пари, нашите институции обстануваат затоа што секој месец ние земаме долгови. А ако нас ни се скратат тие средства од кои што можеме да земаме пари, до кога ќе обстанеме? Таа е цената што оваа држава ќе ја плати. Не е спорно дали е ЕУ. Се додека се знае која е алтернативата. И јас ќе ви честитам и ќе ве поддржам. Па еве, од сега поддржате не. Крајно време е некој да излезе и да ја каже таа дебата, да кажеме одиме во Европска унија, не одиме. И граѓаните имаат право да се изјаснат. Кој каде смета дека треба да се развива оваа Нека држава. има. И тука се согласувам сосема. Значи, ние сите ќе Нема. бараме да ја видиме македонската државна политика по однос, надворешна политика, како сакате наречете. Мора И ако морам да кажам дека ЕУ не е надворешна политика, туку е внатрешна, бидејќи задира во секоја пора на внатрешната политика. Преска рековте дека не ги спроведуваме, ја се утепав следејќи закони со не ги европско спроведуваме. знаме. Па не ги спроведуваме. Ама ако ќе почнеме Немајте ме молам, Франција и Германија не ги спроведува, сега вие ми кажувате Грција уште нема спроведено, членка е нова. по 20 милиони. Кој плаќа? Цела евра Европа казна им плаќа. дневно. Немајте ме молам. Затоа што комисија ги дава на Европски суд Немајте на ве правда. И казната е на дневна основа. Добро, вие Јас сте кажав, мислам, идеалист. кај нас Еве, не е идеалист. идеалист, доку кај нас Терajte me. фали во општеството знаење за ЕУ, да ви кажам искрено. И штета што фали знаење за ЕУ кај луѓе кои што се нели opinion makeri, кои што се осмелуваат да пишуваат за нешто што не го разбираат. Аз се согласив околу едната работа во целата оваа дебата. Мислам дека е вистинското време тука да ја завршиме емисијата. Мирка Лидија, ви благодарам за гостувањето во Зебра. Беше задоволство да се видам со вас, иако јас и Маја многу не успеавме тука. Па не видеше улога вас да, но тоа се 4 жени во студио. Мирка, ние можеме кај Наџак да продолжиме. Благодарам и вам. Можеме кај тебе у центарот. Можеме, нема проблем. Или ти кај мене гледаме заедно. на кафе, у зградата кај што живеам. Нема проблем.